29 октомври 2025 година, среда, почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелни теми во Вардарскиот регион со кој го одбележавме и денешниот ден. Следете не. Владата го усвои предлог буџетот за 2026 година. Проектираните приходи изнесуваат 6,09 милиарди евра, а расходите 6,73 милиарди евра, додека капиталните инвестиции се проектирани на 650 милиони евра. На оваа пресконференција го представувам предлог буџетот за 2026 година, кој на денешната седница беше усвоен од владата и ќе биде доставен до собранието на разгледување и усвојување. Ќе продолжи постепена фискална консолидација и дисциплинираното управување со јавните финансии со цел поголема ефикасност и одговорност во трошењето на буџетските средства. Фискалната политика за 2026 година ќе биде насочена кон одржување на макроекономската стабилност и поддршка на економската активност. Ќе продолжиме со мерки за намалување на сивата економија и зголемување на наплата на буџетските приходи. Буџетот ќе се темели на реални проекции, приходите ќе се планираат според реалните можности, а расходите ќе бидат насочени кон стратешки приоритети. Ќе се намалуваат несуштинските расходи и понатаму, а поддршката за граѓаните и стопанството ќе се спроведува по јасни критериуми и со засилен мониторинг. Воедно во буџетот ќе бидат вклучени индикатори за мерење на успешноста на политиките, со што ќе се подобри ефикасноста и ефективноста на јавните расходи. Министерството за финансии проекциите за 2026 година ги базираше на предлог буџетските барања од буџетските корисници и раководејќи се од принципите на реалност, економичност и ефективност во планирањето, во предвид ги зема само неопходните расходи со кои се овозможува нормално функционирање на институциите, како и редовно сервисирање и исполнување на обврските по сите основи. Буџетот за 2026 година ги опфаќа сите клучни политики што ќе се спроведуваат во наредниот период, со јасна цел забрзување на економскиот раст, паралелно со постепена фискална консолидација. Вкупните приходи се проектирани на 374,7 милиарди денари, а вкупните расходи изнесуваат 413,9 милиарди денари. Со тоа продолжуваме со спроведување на строга фискална дисциплина, при што растот е поизразен на претходната отколку на расходната страна. Во таа насока, буџетскиот дефицит е проектиран на 39,2 милиарди денари или 3,5% од бруто домашниот производ, што представува намалување за 0,5% поени во однос на 2025 година, односно остануваме конзистентни на фискалната стратегија. Проекцијата на даночните приходи за 2026 година е направена со 6% пораст на даночните приходи во однос на ребалансот 2025, односно за околу 12 милиарди денари. Исто така земени се предвид и податоците за реализација на даночните приходи во тековната и претходните години. Придонесите се планирани на повисоко ниво од околу 4,7 милиарди денари или за 4% повеќе во однос на ребалансот за 2025 година. Посебен акцент во буџетот има растот на приватните инвестиции, кои се очекува да има уште позабрзано темпо, имајќи го предвид интересот за поволната кредитна линија за компаниите, како и приватната потрошувачка поддржана од растот на платите и пензиите. Со буџетот се обезбедува редовна исплата на плати и пензии, како и континуирана социјална заштита. Средствата за социјални трансфери се проектирани на 206,3 милиарди денари, што е раст за 6,7%. Платите изнесуваат 52,6 милиарди денари или 7% повеќе во однос на оваа година, во кој е опфатено зголемување на платите со порастот минималната плата. Транзицијските трошоци, уплати во вториот пензиски столб, изнесуваат 19,6 милиарди денари со раст од 22,5%. Пензиите се проектирани на 116,8 милиарди денари, што е раст од 9,7%. Во пензискиот систем се вклучени сите зголемувања реализирани во износ од 5.000 денари во септември 24 и март 2025, како и последното зголемување на пензиите од 1.000 денари. Исто така растот на пензиите ќе продолжи во наредниот период со цел поддршка на стандардот на пензионерите.
Продолжуваме со мерки кои обезбедуваат одговорно управување со јавните финанси, постепено намалување на расходите и одржливо ниво на буџетски дефицит и јавен долг, односно строга контрола на преземањето на нови обврски и почитување на буџетските лимити, внимателно планирање на нови обработувања во согласно со буџетските можности, подобра наплата на сопствените приходи од страна на јавните институции, намалување на непродуктивните трошоци и рационално користење на јавните средства, реално планирање и навремена реализација на капиталните расходи, засилена фискална дисциплина и транспарентност и дигитализација на процесите за поефикасни и поквалитетни јавни услуги. Почитувани, ако минатата година, кога го носевме буџетот за 2025 година, говоревме за раст на БДП просечно понизок од 2%, остварен во изминатите години, сега веќе може да говориме за стапки на раст над 3%. Во првата половина од оваа година растот е 3,2%, додека во вториот квартал изнесува 3,4%. Бруто инвестициите растат за 11,7%, приватната потрошувачка за 2,6%, извозот за 5,2%, градежништвото за 7,2%, индустријата за 3%, а земјоделството, иако со поскромен раст од 1,4%, го бележи највисокиот раст во последните 2 години. Растат и платите, невработеноста е на историски минимум од 11,5%, а се очекува и стабилизирање на инфлацијата, која за 2026 година е проектирана на 2,5%. Сите овие резултати се показател дека политиките спроведени преку буџетот за 2025 година даваат резултат, а со предлог буџетот за 2026 очекуваме натамошно заекнување на економските и социјалните перформанси на државата. Се уредува новиот парк Страшо Пинџур во Кавадарци. Покрај спортските терени, детските реквизити и урбаната опрема, општината во паркот со зеленило оплемени простор од 10.000 метри квадратни. Граѓаните на Кавадарци веќе уживаат во новите содржини на паркот Страшо Пинџур, кој се простира во склоп на Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров на површина од 14.000 метри квадратни. При изградбата на овој парк во целост беше опфатена реконструкцијата на постоечките игралишта, фудбалското и кошаркарското. Се постави комплетна конструкција за кошеви и фудбалски голови. Се изграде пешачки патеки, целосно осветлување на паркот и систем за наводнување. Дополнително, за овој парк да функционира безпрекорно, поставени се и детски реквизити, урбана опрема, корпи, клупи, фонтана, а општината во соработка со Средното училиште Ѓорче Петров и јавното предпријатие Комуналец од Кавадарци имаат посадено над 220 дрвја и 10.000 метри квадратни зеленило, па на есен, кога ќе дозволат временските услови, ќе се продолжи со зголемување на нивото на зеленило во овој парк. Денеска во истиот се врши холт и културно доуредување со посадување на нови садници. Реконструирани постоечките скали на спортскиот центар Јасмин, исто така изградена е и нова пешачка патека за полесно и побезбедно движење. Барањата и потребите на граѓаните секогаш биле приоритетни за општина Кавадарци. Водени од потребите на граѓаните, а во соработка со спортскиот центар Јасмин, градежната екипа од јавното предпријатие Комуналец ја заврши реконструкцијата на постоечките скали и изгради нова пешачка патека за полесно и побезбедно движење. Со овој потек им се овозможува на сите спортисти и рекреативци кои го користат спортскиот центар Јасмин соодветна пристапност до сите спортски терени. Со овие мали, но значајни зафати, општината се стреми да го направи просторот околу спортскиот центар поудобен и попристапен за сите што секојдневно го користат. Поднесено обвинение против 2 лица за загинувањето на Петар Мицев. Обвинети се сопственикот на фирмата која го ангажирала Мицев како и вработен во водостопанство на Македонија.
Основното јавно обвинителство Кавадарци поднесе обвинителен акт против еден осомничен од Неготино за тешки дела против општата сигурност од член 292 став 2 во врска со член 288 став 2, а за предизвикување општа опасност од член 288 став 5 во врска со став 2, одговорност се бара и од правното лице каде сопственик и управител е обвинетиот. Обвинителството водеше истражна постапка за настан од 21. јули 2021 година, кога обвинетиот управител и правното лице при извршување работи на сепарација на реката Вардар воопшто не постапувале според прописите и мерките за заштита, ги прекршиле Законот за работни односи и Законот за безбедност и здравје при работа, а како последица еден работник го загубил животот, додека друг се здобил со телесни повреди, информираат од обвинителството. Без да склучи договор за вработување, без воопшто да провери дали оштетениот ги исполнува условите за работа, како и без да му овозможи услови за безбедно извршување на работните задачи, управителот го ангажирал сега починатиот Петар Мицев и му овозможил да управува тешко моторно возило камион на сепарацијата, без да провери дали тој има соодветна возачка дозвола за наведениот тип на возилото. На 21. јули 2021 година, оштетениот со камионот во собственост на правното лице вршал превоз на песок од реката Вардар до сепарацијата кај местото викано Пумпите, а како совозач во камионот бил и другиот оштетен. Поминувајќи низ импровизирана патека, односно тесен насип од чакал, на кој од двете страни било течението на Вардар, во еден момент камионот се преврател и паднал во реката. Совозачот успеал да излезе од прозорецот на возилото и да исплива на брегот, здобивајќи се со телесни повреди, додека возачот останал заробен под возилото и починал. Во текот на истрагата, јавниот обвинител обезбеди докази против еден вработен во акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија, подружница Тиквеш Кавадарци, кој во својство на службено лице, оператор на главни испусти, затворачи и одговорен представник на предпријатието, бил присутен на сепарацијата и со својот службен подпис заверил повеќе испратници со невистинита содржина. Со тоа, овој обвинет се товари дека сторил продолжено кривично дело фалсификување службена исправа од член 361 став 1 од Кривичниот законник. Основното јавно обвинителство Скопје и МВР поднесоа кривична пријава против екс-директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство. Исто така, поради високи дневници, обвиненија за работија и поранешниот заменик директор и уште 5 лица. ЗА во својство на директор на Агенцијата за храна и ветеринарство во периодот од 2017 до 2020 година во повеќе наврати со намера против правно да прибави за себе парични средства кои му биле доверени во службата за службени патувања во странство, на кои истиот присуствувал, примал дневници во висина од 50%, иако согласно уредба за изменување на уредбата за издатоците на службени патувања и службени патувања во странство, требало да прими само 20%, бидејќи трошоците за сместување и исхрана не паѓале на товар на институцијата. ФМ во својство на заменик директор на Агенцијата за храна и ветеринарство, со подпишување на решенијата за одобрување на службени патувања во странство, му помогнал на ЗА противправно да ги присвои парите, а ЛА, АР и ЕТ во повеќе наврати, спротивно на наведената уредба, изготвиле решенија за одобрување на службено патување во странство на име на ЗА, врз основа на кои решенија АБ и АБ одобриле исплаќање на паричните средства врз основа на претходно изготвените решенија, иако знаеле и биле свесни дека решенијата не се донесени согласно уредбата, постапиле по решенијата и му ги исплатиле парите, со што му помогнале на ЗА да се стекне со противправна имотна корист во вкупен износ од 62.530 денари, а на штета на буџетот на Агенцијата за храна и ветеринарство.
Утре во музеј галеријата на град Кавадарци ќе биде отворена изложбата 65 години ансамбл Манифико. На истата ќе бидат изложени околу 240 експонати од гостувањата по светот и од домашните концерти. Ансамблот Манифико е еден од најпознатите и најуспешни музички ансамбли во Македонија и пошироко на Балканот, познат по своето неверојатно долготрајно постоење и меѓународните успеси. Ансамблот Манифико во 1959 година го формираат Панча Кочовски и Крстота Ушанов, ученици во Средното музичко училиште во Скопје, додека биле на младинска работна акција во Демиркапија, најјужната делница од автопотот Братство и единство, за да настапат на приредба. Од бригадирите им се придружил Сергеј Поповски, гитарист, исто така ученик во музичкото училиште. На бргу на местото на Сергеј доаѓа Митко Томов, одличен гитарист и вокал, а следната 1960 година во музичкото училиште ја откриваат Невенка Арсова и незиниот раскошен алт. Таа година квартетот го добива името Манифико, на четворката по 10 години и се приклучува и извонредниот гитарист и пеач Петар Галев. Во Манифико во одредени периоди значајно учество имали Јане Коџабашија, Миле Лукаров и Миле Барбаровски. Манифико оствариле настапи во 37 земји, одржувајќи 3700 концерти. Групата остварила огромен број настапи низ светот, а проценките велат дека преку 7 милиони луѓе ги посетиле нивните концерти. Во дневникот информации од спортот. Борче Христов седна на жешкото столче на ГФК Тиквеш. Искусниот стратег во својата кариера покрај ангажманите во Македонија работел и во Азербејџан. На утрешниот надпревар со Пелистер во Битола, екипата на градскиот фудбалски клуб Тиквеш од клупата сепак ќе ја води нов тренер. Имено истакнатиот македонски фудбалски стратег Борче Христов е именуван за нов шеф на стручниот штаб на Кавадарчани. По разделбата со Ѓорѓи Мојсов од кавадаречкиот прволигаш се одлучија довербата на клупата на тимот да му ја доделат на искусниот стратег. Неговиот последен ангажман минатата сезона беше во азербејџанскиот прволигаш Зира. Покрај во Зира, 55 годишниот Христов предходно во својата кариера беше тренер и на Шкендија, Македонија Ѓорче Петров, Евромилк, Борец и Работнички во македонскиот шампионат, а работеше и во азербејџанскиот Карабах. Беше и спортски директор на Академијата на Вардар, како и дел од одделот за фудбалски развој при Фудбалската федерација на Македонија. Христов ќе има тешка задача да го врати кавадаречкиот прволигаш на вистински патеки и да се обиде да избегне испаѓање од елитата. Нешто чудно се случува во втората фудбалска лига. Екипите на Слога од Виница и Саса од Каменица имаат огромни финансиски проблеми и долгови. Финансиите од секогаш го имале главниот збор кога македонскиот фудбал е во прашање. Клубовите со стабилна финансиска конструкција секогаш поминувале со лесно, но има и такви кои мака мачат да соберат средства за потребните трошоци во лигата. Сведоци сме како клубови згаснуваат заради финансиите или се селат во најниските рангови. Деновиве нешто чудно се случува во втората македонска фудбалска лига, каде два клуба се соочуваат со големи проблеми и прашање во кој лиг ќе ја продолжат сезоната и со кои амбиции ќе играат понатаму. Два клуба се соочуваат со сериозни финансиски проблеми. Станува збор за екипите на Слога од Виница и Саса од македонска Каменица. Причина се буџетите на клубовите кои не беа доволни да се исплатат плати на играчите кои се дел од колективите. Слога Виница според актуелната ситуација и информации ќе ја продолжи полусезоната со младинци. Тоа ќе биде во наредните 6 кола. Според информациите, првотимците, оние поискусните, поради 3 неисплатени плати, нема да играат ниту да тренираат.
Во САСА моментално нема тренинзи. Целиот тим не тренира и штрајкува заради неисплатени плати. Ситуацијата е многу лоша, но може да се поправи доколку се обезбедат финансии кои би ги подмириле долговите кон играчите, или пак да дојде до колективен договор дека ситуацијата ќе се среди. Досега во втората лига има 9 одиграни кола. САСА е на 10-то место со 10 бода, додека Слога Виница е 14-та во зоната на испаѓање со само 3 освоени бода. Фудбалот е скапа играчка, факт кој многумина го забораваат, па страдаат сите, играчите, публиката, но пред се долгогодишната спортска традиција. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Утро постудено со услови за утринска магла по одделни котлини. Преку денот сончево со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб ветер од јужен правец. Температурата ќе се движи од 2 до 18 степени. Го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме пријатни мигови.